Ај, добар ден на сите. Мило ми е што еве и денеска тука во Топанско со нас е носителот на изборната единица 2 Вало Мисајловски. Со нас е и нашите пратеници Иска Крстевска и Емилија Ангелова. Сакам да го поздравам исто така и човекот со кој што заедно во Унијата на млади сили толку време бевме заедно и тука денеска ни е како гостин и дел од изборната листа на изборна единица 2 Бојан Стојановски. Вака, јас имав кратко обраќање тука пред само недела ден и се представивме ние зборам чаерски што се вика со нашите луѓе пред вас во Топанско, пред голем дел од вас. Јас и тогаш најав и денес ќе кажам дека после толку време Чаер повторно доби едно што се вика добитно, сигурно добитно место во името на Емилија, каде што ќе не представува нас како чирчани, а ќе представува и вас како ваша домашна топанчанка, која што ќе ги застапува сите интереси на нас и како ВМРО и како македонци и други етнички заедници кои што се со нас присутни се постојано во оваа коалиција која што ВМРО да помане да проведи години на нас. Јас би сакал по еден редослед, не би сакал да ложам многу бидејќи сакам да кандидатите кажат многу повеќе од мене. Јас би започнал од Искра, па потоа Емилија, на крај Вало како носител да се обрати. Искра, повели. Видите, чирчани, многу е важно да препознаеме можноста пред која се наоѓаме, бидејќи друга шанса нема да имаме. Сите сте доволно и повеќе од што треба искусни со повеќе избори, нели, изборни циклуси зад вас. Знаете дека ни предстојат тешки избори, важни избори, избори кои се од круцијално значење, нема да кажам за ВМРО да помане, туку за Македонија, за нас. Издржавме многу, време е да го дадеме последниот удар, да ги истераме и овие 15 на дена, јако, силно, онака како што само Чаер знае. Сега имаме дополнителен мотив, како што кажа Ѓоко, со сигурност имаме представник во Собранието на Република Македонија, Емилија, реално е на доста високо место, која е наша заедничка, нели, заслуга. И уште еден показател дека Чаер не е заборавен. Чаер не е заборавен и нели потврда за нашиот труд и валоризација на истиот. Добар ден, господин. Во изминативе 3 години се изнаслушавме секакви лаги, програмата Живот за Македонија слободно може да ја преименуваме во најголемите политички лаги за Македонија. Ние нема да се расфрламе со лажни ветувања, со астрономски бројки, имаме реална, имаме остварлива програма која се обврзуваме дека ќе оствариме до последната точка, до последната јота како што стои во програмата. Значи, одиме со реални, остварливи ветувања, се обврзуваме на враќање на достоинството на работникот, развој на економијата, стопанството, и стопанството, поквалитетно образование, посилно здравство, како што самиот председател кажа, нели, повеќе за секого, повеќе пари за секого. Она поквалитетно образование и работни места нема да бидат ексклузивна прилика само за децата на функционерите на СДС, нели, синот на, не знам, на Мира Дизел, ќерката на Димитров, кои не се со ништо позаслужни и поподобни од нас и од вашите деца. Да ставиме крај на понижувањата и на оценувањата, да ја исправиме Македонија горда и силна како што и го ликува. Благодарам. Чести задоволство и пред се да се биде член на ВМРО ДПМН, на една партија која што секогаш се грижи за својата држава и за своите граѓани. Уште поголема честа што ми ја дадовте да можам да бидам на листата на пратеници, па потоа на добитно место. Затоа е голема одговорност да се стои пред вас и да се говори за нешто кое што ние во наредниот период се обврзуваме да го направиме како партија која што стои зад своите граѓани, како партија која што секогаш се грижи за доброто на своите граѓани. Како што напомена Искра, ќе работиме на образование, на здравство и на сето она кое што во овој период беше на маргините во нашата држава. Значи ќе работиме на достоинството на секој здравствен работник, дали е тоа доктор, лекар, дали се работи за сестра, медицинска сестра и така натаму.
значи да се зголеми достоинството нивно, достоинството на секој наставник, професор, на секој оној кој што е чинител во образовниот процес. Тоа ќе го направиме со зголемување на нивните плати, меѓутоа и нивната чест и достоинство. Ќе работиме на се она кое што досега е несработено од оваа влада, ќе работиме на сето она кое што ни го ветуваа 3 години, меѓутоа не го исполнија и ја доведува Македонија на нивото под ниво. Како и да е, мислам дека навистина ВМРО-ДПМН ќе успее да го направи сето ова за кое што се обврзуваме и секако дека ќе истраеме во цела оваа битка до 15 јули, а потоа стои пред нас еден голем период во кој што навистина ќе го докажеме сето ова кое што го кажуваме и сето ова кое што стои во нашата изборна програма. Кратка една реченица за пред да продолжи сите од изборна единица 2. Јас и претходно кажав и сега повторно ќе сакам да ви кажам истите зборови. Не е ова ништо напишано, меѓутоа Влаво е човек кој што навистина не дава поддршката, ја дава која можел за Чаир и верувајте, ви уверувам јас од тука денеска дека овој човек доколку победиме, ќе победиме сигурно на 15 јули. На нас Чаирчани ќе ни биде од голема зборна и помош и поддршка за сето она што требаме како луѓе да си го реализираме, да завршиме тоа што бидеме тука во Чаир. Здраво живо на сите, добре дојдовте. Ајде ги поздравиме вие прекрасни луѓе тука од раководството и новата пратеничка со еден голем аплауз. Може. Јас се надевам дека искре ќе влезе па ќе направиме еден огромен резултат. Луѓе, фала ви многу што доаѓате постојано тука на сите наши средби, што доаѓате неуморно за ВМРО-ДПМН, што доаѓате неуморно за Македонија. Јас би ве прашал, дали дојде живот за сите вас? Дали имате поубав живот? Дали навистина секој ден има нови капитални проекти? Не. Го слушам вчера, велат од СДСМ требало да останат они за да имало многу нови капитални проекти да продолжиле како сега можели досега и повеќе и така натака. А нема ниту еден капитален проект. Нема ниту едно нешто од она што го вети. Но знаете што ветија? Ветија 500 евра плата, но тука во Чаир ги има ли тие 500 евра плата за секој? И нема. Точно. Ги има ли тука тие 500 километри автопати близина на Чаир? И нема. 100.000 денари за докторите, и тоа го нема. Но ние во ВМРО-ДПМН ветуваме реални работи, она што навистина можеме да го ветиме. Ние ветуваме вака за повозрастните 20% поголема плата. И тоа ние ќе го направиме. Ветуваме 25% изголемување на платата во 4 години. И тоа ќе го направиме. Ветуваме носење на гасификација на секаде во Македонија и во Скопје поготово. И тоа ќе го направиме. Но, најважно од се, вие тука се борите да останете да си живеете во Чаир. Вас ви е тешко, но вие не се предавате. Некои луѓе не знаат како да се живее во Чаир, не знае како македонците, поготово вие сте граѓани од втор ред, јас тоа ќе го кажам јавно, бидејќи уличките се уште се раскопани, проекти нема, во администрација која идете во општина се чувствувате како граѓани од втор ред, и тоа е реалноста во Чаир тука. Но вие сте тврдопорни, вие сте борци за Македонија и тоа така треба да истраете до крај. Затоа нови избори имате опција. Дали сите ќе излеземе да гласаме за ВМРО-ДПМН, се разбира и да го проширите овој глас, секој да ми даде поддршка. Само на тој начин ќе се зачуваме Македонија, ќе се го зачуваме она што е вистинското и историското. Дали македонски јазик ќе продолжи да се вика македонски јазик, дали Гоце Делчев ќе биде македонец или некој како што кој некој го кажува, сето тоа зависи од сите вас. Затоа јас нема да должам, многу ви благодарам на ова време што доаѓате со маски на дистанца, што трошите барем малец од вашето време за да помогнете на државата пред се, не само на ВМРО-ДПМН. Јас знам дека тука ќе направиме голема победа, се разбира, ВМРО-ДПМН си е столб во Чаир секогаш и од се срце ви кажувам дека секогаш ќе видам тука независно дали сум функционер или не, бидејќи се чувствувам убаво и со вакви прекрасни луѓе убаво да ти бидат пријатели. Благодарам од срце што дојдовте на сите, да сте ми живи и здрави. Ако има некои прашања, коментари или нешто, повелете слободно, ова е отворено. Повелете.
капиталните проекти на ЕДС се остварија од дека. Работеноста во Чаир спадна на... Само се извинувам да го слушнам господин. Работеноста во Чаир, општина Чаир општо, падна на 2%. Значи, овдека треба се врати рамковиот договор, православната вера да се вработува мајско. Второ, капиталната работа им се оствари, ги избркаа све младите, се селат масовно народот од Чаир, од општина Чаир. Трето, сакам, ВМРО да направи, да го врати името, да го врати прво држављанството и сите други работи историја што се. Благодарам на коментарите, се жал, се ова што обкажува да е реално. Ние сите заедно треба да се изборим. Нема поинак, нема друго. Благодарам. Јас да кажам право, видов некој коментар од вашиот колега исто што беше, еве за Гоце Делчевски. Значи Гоце Делчев ни подразно не може да се менја. Гоце Делчев бил македонец, тој е минал до сегашност и иднини треба да биде, ќе остане македонец. А не сега по 100 години ќе се препукуваме, искача бугарин бил и вака и така. Ми се свиѓа тоа што го држите тој став, особено од ВМРО ДПМН, што ги брани нашите национални интереси и што не го распродава тоа што е вредно и што вреди. А особено сме горди што сте вие носител на листата и јас со некои луѓе што разговарам имате доста буфал. Благодарам. И се потрудиме да пред да остане така. И дај Боже и министер да стане така. Тоа не е важно, важно е тука да се решаваат проблемите. Да. Може Да, повелете се. Јас се извинувам. Само малце дистанца меѓу вас направете, се извинете. Се извинувам, земјиштето зошто не следува да го купиме во Чај? Како не ви следува? Не можеме никако. А која е причина? Не знам, све е регуларно, 6-та година. И земјиштето не можеме никако да купиме. Се однесува конкретно за вашиот имот или за сите? Комплетно за нас. За сите се влече со години. Со години. Со години се влече, не го взима. Значи се куќата ни... Ајде дека ВМРО документ донесе закони каде што може да го Чаир седат документите со години. И да го легализирате и потоа врз основа... Не, куќата е легализирана. Да, ма врз основа на тоа после може да се го купите. Не, па не ни дава. И бројче не след. Да, имате можности во Министерство втора степена Се да обраќавме каде не. Само наоѓа дупка и никако. Еве, јас ќе пробам лично за вашиот предмет да... Затоа што не можеме да нити да изградиме, нити да продадеме, нити ништо. Ајде да провериме, може лично да видам зашто ја. Јас прва прилика би го погледнал предмет. А додека кај има празен простор, гради и одма им дават на нив се. Еве до нас парк се изгради куќа. А ние нас не следува, а од 6-та година ни куќа. Секој град. Земјиштето не. По 1 евро требаше до сега да го купиме, да знаете кога сме продали. Знам, ние го донесовме тој закон, за тоа. Па јас знам, ама џабе не вреди никако. Ајде да го провериме лично предмет, ако може да провериме лично, може ли? Вика не сте го купиле, најдете ги тие починали што треба да ги подпишат. Да, ма има и законска можност и правно како да се направи тоа. Збора ми преку суд. Јас го сменив законот до тој ден. Дај Боже, ајде ги. Само да го погледнеме, секој предмет е различен. Јас ќе го погледнам Има за еден проблем само за чечење да знаат, тоа е ние немаме да чујат поговор. Проблемот е што со земјиштето за второстепената апозака која иде истично у финансии немам управа. Прво да е пребудала, кога стига сите предмети од Чаир, отидува по Голандо, Струга и другите градови. Таму се распределени, таму стојат со години. И кај што можеме ние пробуваме да ете што можеме Ајде ќе пробаме, дајте ги тие ама ќе ги земеме, да, ќе ги земеме па отоците ќе Дај човек по човек ќе помагам. Нема како. Такви закачки труд. Еве ја например мојата објектот го легализирал, све имам, земјиштето, Имаш право да го земјиштето плати све. Конкретно е платено. Сега, уште да добијам имотен лист за него, ми се јавува од општина Чаир, вика, плюс 2 квадрата имаше, треба наново да правиш елаборат. Чекај ме, вие го меревте, катастарте, вие сте го направили. И влече, еве, го 2 години стои дети да направи наново да плати све. Колку е ефикасно тоа? Траја, се некои закачки нас не откачуваат. Добро, некој друг, ако има повелете слободно. Господинот имаше така. Имаше? Видите, јас
Само сега да кажам дека има големи неправди има. Албанците го, нашето место го взимат и си мушки прават у општина. Разни мушки. Молим? Истото го зборят. Ја го кажам. И не примат кај градоначалникот да идеме. Не може, вика, заузето е, не е тука и никак. Јас сум барал 3 пати, 4, нема шанса. Мора да си помагаме едни на други, тоа е. Нема друга. И тој што е на пријавница те прашува зашто, ова, она и после ти вика не е тука. И пробуваме да помагаме поединечно на секој, бидејќи гледам имате големи проблеми во општината и со служби тука. Да разбрав, фала. И имаме уште нешто. Овие згради е шоце на Џон Кенеди. Има дуќани објекти што требало да се рушат. Тие си ги занудеа, тоа е паркинг плац на зградата, нема веќе каде се паркира кола. А доваѓаат овие пајаците. Ќе се организираме да ги превртиме пајаците наопака, да се разбереме. Нема кола каде да се паркира. Си прават учанчења, си го земаат местото. А те кажат, тие земаат кола, зашто? Да, еве сега ова зграда што се прави овде кај 11 спрата. Ако ќе се усили таа, па ќе нема место да пешки да одиш, а не кола да те. Ужас е више тоа. Никаков проект нема. Некој друг како има повелен. Имам много, тамо да е нешто. Нази па беше министр и треба да рече општина. Како не ве слушате тоа? Нази па беше министр за и сега ти не можеш да бараш преку министерство, преку општина. А во општина се локална за самоуправа, началник е по-голем од председател. Обрзајте се разберете со председателот, нека се друга началник. Не треба не. Зашто трина колка беше? Да, треба и здраво. Оние Фала ви на сите што дојдовте. Благодарам уште еднаш, па да се гледаме и потоа.